Добар ден, драги ученици. Јас сум наставникот Драган Станојковски, наставник по физичко и здравствено образование при основното училиште Свети Кирил и Методи од Скопје, општина Центар. Денешната наставна единица е вежби за сколиоза со дозирање. Целите на часот се правилен и хармоничен физички развој на ученикот, моторички, морфолошки и функционален, и ученикот да умее превентивно и заштитно да делува со комплексни вежби во случај на евентуални појави на телесните деформитети. Очекуваните резултати се учениците да ја одржуваат и подобруваат здравствената и емоционалната состојба. Денеска ќе збориме за сколиозата. Сколиозата е искривување на работниот столб во латерална рамнина и е најчест деформитет кај деца и адолесценти. Сколиозите може да бидат вродени или стекнати. Стекнатите сколиози се многу почести. Најчеста е адолесцентната сколиоза, која се јавува после 10-та година, напредува во текот на растот и го зафаќа градниот дел од дрвето. Доколку сколиозата е умерена, терапијата се состои од вежби. Со упорно и правилно вежбање, благите облици може да се коригираат. Што представува сколиозата? Сколиозата представува странично искривување на рбетот. Кај лице кој има сколиоза, кога се гледа од назад, рбетот е во формата на буквата S или C. За среќа, повеќето случаи на сколиоза не се сериозна закана за здравјето и потребни се само редовни прегледи. Симптоми на сколиозата. Развивањето на сколиозата најчесто е постепено и скоро секогаш безболно. Искривувањето може да се појави без родителот или детето да забележи. Раното откривање е многу значајно за сколиозата, затоа што веднаш може да се започне со третман за да се спречи влошувањето на состојбата. За жал, сколиозата обично станува видлива кога детето започнува да станува посвесно за своето тело, од 10 до 15 годишна возраст. Па затоа родителите тешко можат да ја забележат оваа појава. Некои од симптомите на сколиозата се: едното рамо е повисоко од другото, нееднаков струк, едниот колк е повисок од другиот, испакнатост на ребрата на едната страна на градниот кош, при наведнување едната страна на грбот е повисока од другата, наведнатост на едната страна. Кај посериозните случаи на сколиоза може да се појави и болка во грбот и потешкотии со душењето. Вежби за здрав рбет. Здравјето на рбетот е во директна релација со силата на грбните и стомашните мускули, кои го носат поголемиот дел од тежината на горната половина на телото. Ако мускулатурата на грбот и на стомакот ни е слаба, а имаме и вишок килограми, зголеменото оптоварување неповолно влијае на рбетот и тогаш почнува да боли. Поради тоа, зајакнете ги со вежбање овие две групи на мускули, така ќе ја намалите опасноста да ве боли грбот. Сколиозата и спортувањето. Постојат предрасуди дека детето со сколиоза не треба да се занимава со спорт, но тоа е апсолутно неточно. Напротив, детето треба да се мотивира и активно да се поддржува да учествува во спортски активности, пливање, кошарка, одбојка и слични спортови. Сето ова може да позитивно да влијае на исправувањето на рбетниот столб. Додека децата се во раст и развој, до доаѓањето на пубертетот, најголема е можност да се влијае на сколиозата со спортување и правилни вежби. Сега ќе ви покажеме неколку вида на вежби кои што може да ги правиме во спортската сала или во домашни услови. Вежба број 1. Легнете на стомак, а рацете испружете ги пред главата. Истовремено од подлогата подигајте во горниот дел од трупот со испружени раце и нозе. Изведете го ова 3 пати по 8 повторувања. Вежбата број 2 е иста како вежбата број 1, но држете во рацете некоја мала топка. Изведете 3 повторувања, 3 сета на вежби по 6 повторувања. Вежба број 3. Легнете на стомак како во вежбите 1 и 2, но рацете ставете ги на тилот и испреплетете ги прсите, па истовремено подигнете ги нозете и горниот дел од трупот. Изведете 3 сета од 8 повторувања. Вежба број 4, исто како вежба број 3, но рацете ставете ги на грбот и собедете ги на задникот. Изведете 3 сета од 6 повторувања. Вежба број 5, легнете на стомак, рацете испружете ги покрај телото, со дланките на подлогата, со лесно темпо подигнете го горниот дел од трупот и нозете во исто време. Изведете 3 сета од 6 повторувања. Вежба број 6. Истовремено се крева десната рака напред, а левата нога назад.
Истото го повторуваме во обратен редослед. Двата екстремитети се клеваат до висина на трупот. Изведете 3 сета од 6 повторувања. Вежба број 7. Во положба на склек, свртена надолу, со рацете испружени, туркајте ги колковите назад и нагоре колку што е можно повеќе. Држете го ова 3 секунди, а потоа спуштете ги колковите назад надолу кон земјата. Обидете се да бидете што е можно пониски, без да си дадете непријатност или болка во долниот дел од грбот. Изведете 3 сета од 6 повторувања. Ви благодариме на вниманието.